Дечки, здраво! Ова е новото BMW X3 кој што е поголем, конкретно тука е во М пакет, забрзува од 0 до 100 за 7,7 секунди, што е сосема солидно за возило од овој габарит. Дизел има фантастично добра потрошувачка, има сосема солидна цена, 90 или да бидам попрецизен 89.848 евра конкретно за овој пакет тука што го имам. И да, BMW малку не збунија со одредени материјали кои што почнаа да ги користат во X3, но она што морам да ви го кажам за X3 дека е еден од најбитните модели, бидејќи овој модел ги прави парите за брендот. И овој модел ни овозможува да може да видиме од BMW модели како M3, M3 Competition, M4, M5 и така натаму, више ме разбираш. Конкретно за X3, она што е интересно за оваа верзија тука кој што имам G45 е тоа што е поголема, да, односно ова е најголемата X3 која што до сега е понудена, и тоа значи дека во споредба со првите две генерации на X5, ова X3 за некој сантим е малку и поголема, што е доста интересно, и со премиум чувството и квалитетот кој што го има внатре и со опремата, ова X3 многу сериозно се доближува до X5-ките. Сега, освен што е поголема, односно најголема X3, она што е интересно е и најниска X3, што малку е чудно, нели, зашто ако прерастуваат, зашто е најниска. Тоа ќе ви го објаснам малку подоцна, но особено тука на задниот дел се гледа колку е ниско спуштена X3 и колку добро тоа се чувства при возење. Највисоката точка е негде околу 1,60 м и нешто, што сана таа ниска за возил од овој ранг. Да, точно 90.000 евра не са малку пари. М пакети, како М пакет добива сериозно добра опрема, буквално сам нормално за таа сума и тоа го очекуваш, иако никој пат не сум можел да разберам зошто ние купувачите толку многу форсираме да добиеме M-Badge, конкретно сега зборам за BMW, а тоа го има на секаде, во сите групации, во сите тие спортски сегменти, иако M-Performance го знаеме што нуди како M-Performance во BMW, но тука во овој M-пакет нема од тој спортски сегмент. Да, добиваш малку поагресивни браници, поагресивни тркала, подобри, поспортски седишта, апсолутно, но ги немаш тие перформанси кои што ги знаеш од M-Performance. Но, окей, разбирам дека мора да се продаде беџот, мора да се продаде опремата, но она што би сакал да го истакнам е дека тука добиваме многу по-премиум чувство за разлика од по-спортски, тоа мора да го разјасниме. Сега, во овој пакет добиваме BMW Iconic, тоа е оваа осветлена маска тука околу бубрезите и фантастично многу ми се допаѓа, особено навечер, кога така убаво елегантно се осветлени бубрезите. Инаку, дизајнерски гледано, BMW малку искрено мене ме збунија со одредени дизајни на одредени модели, си реков, чекам малце, што се случува со BMW, но X3 фантастично добро ми изгледа, баш она што го сакам и она што ми е препознатливо за брендот. Бубрезите се зголемени, апсолутно да, но многу ми се допаѓаат бидејќи ја има таа агресивност како што, не знам, ме потсетува на E36, E46, убаво елегантно, бубрези кои што те потсетуваат на нешто агресивно, на некое моќно животно. Инаку во овој пакет имам и LED матрикс светла кој што навечер апсолутно се гледаат тие коцки како работат LED светла и секој пат имаш најдобро осветлена површина и да не пречита на никого. Тука во овој пакет имам 19-инчни бандажи, инаку можете дојдете до 21, инаку започнеме од 18, али мислам дека многу подобро со оваа големина на тркала, бидејќи тука имаме и најкомотна удобност и возење. Иако да, изгледа дека може да се стават поголеми тркала. На задниот дел имаме тука еден убав спойлер на багажната врата. Овие светла вака челно кои гледам ми се фантастично убави со тие линии кои што потсетуваат малку на буквата Т. Овој дел тука ми е малку преголем, но окей, тоа се вкусови и особено задниот браник ми се допаѓа бидејќи има таков фейк спойлер, но убаво изгледа, моќно делува и особено ми се допаѓа риквер светлото кој што потсетува како некое спортско возило. Искрено сите ние се изначитавме, се изнагледавме со еден тон критики за пластиките внатре кои што се искористени. Да, апсолутно, кога ќе почнеме да се расчепкуваме вака надоле, кога ќе видиме па и од страна какви пластики се искористени, ќе видите дека се искористени малку подцврст вид на пластика. И окей, мора само да ви разграничам, не го правдам BMW, ама кај неговите конкуренти или конкретно кај Mercedes имаме многу поевтина пластика искористена на места каде што многу почесто ќе користиме тие делови.
Тука она што користиме и ќе го чепкаме најчесто и она што најмногу ни е потребно е се меко, квалитетно и дури онаа пластика која што е искритикувана, пак ќе кажам, не го правдам BMW, ама таа пластика во ниту еден момент до сега додека го возев, не ми одаде чувство дека за брзо време тоа ќе се раскрацка и дека нема да биде како што треба квалитетно. Она што мора да го истакнам конкретно околу тие пластики дека тука овој дел кај вратите, кај што и самата рачка за отварање на вратата, прво многу добро легнува на рака за отварање на затварање на вратата и дополнително овој дел тука се функции кои што можете да ги користите конкретно. Пример, ова се лизга за дали да затворите или да отворите вентилацијата од климата да дува, тоа отварање и затварање на централната врата и местење на самите седишта, односно меморија на седиштата, бидејќи во овој пакет, освен што ги имаме овие убави спортски седишта, се и со меморија и се електрично подесиви. Кога сум веќе кај седиштата, мора да истакнам дека кожава, окей, многу кратко време го имам, ама за она што до сега можев да приметам дека кожава делува многу поквалитетно од некои брендови како Porsche, многу поквалитетно, многу убаво и стварно убаво се седи. Особено дека тука можеме овој долен дел да го прилагодам малку понапред поназад, тоа е фантастично добро, можеш да се наместиш одлично, седиш ниско доле и освен што седиш ниско доле ми се допаѓа што екраниве се поставени ниско и не пречат воопшто на погледот при возење. Тоа е фантастично добро, бидејќи во ниту еден момент нема да изгубиш концентрација при возење ради екраните. Иако е многу осветлено тука и делумно таа рефлексија се прави на стаклата, навечер особено можеш да го приметиш тоа, но воопшто не пречи, тоа е една голема пофалба за BMW од моја страна. Инаку овде имаме два екрани, од кои што инфозабавниот екран е 15 инчен и е фантастичен со графика, фантастичен е со брзина. Јас не приметив ниту една замерка до сега. Двата екрани се фантастично убави, како еден убав квалитетен телевизор дома кој ги си купиме, така му се восхитувам и на овој екран. Да, можеш да го врзаш со телефонот, да, има критика бидејќи сите функции се ставени на екранот и немаш ниту контрола за климата со некој физичко копче тука доле, има одредени тач копчиња за, пример, дување максимално на предното или задното стакло и дали да се затворат и отворат вентилациите. Но BMW малце размислиле и поставиле физички копчиња, односно полутач копчиња, тука на долниот дел и ова нивна препознатливо тркалци исто така овде доле, со што при возење многу едноставно доаѓаш до речиси секој дел од менито кој што ти е потребен. Многу паметна, корисна работа од BMW. Браво BMW. Сега, нешто што многу ми е битно за интериеров да истакнам тука напред е дека BMW го редефинира начинот на амбиенталното осветлување. Веќе нема оние мали тенки линии поставени под негде интериеров и да симулира некоја боја од светлината. Не, гледај само колку убаво сето тоа делува. Мислам, гледај кога ќе отидам во различни мај мода, мислам, иако можеш преку еден тонте апликации кои што ги нуди BMW, мислам, гледај само колку апликации можеш да користиш, но можеш да си го местиш амбиенталното осветлување тука или ако одиш во различниот мај мод, можеш да си одбереш примерно во спорт, ако искористам, гледате сега како само убаво ќе се осветли, ќе се проектира црвената линија, па сега за кратко тука овде ќе се офарба и пола и плаво, бидејќи на таков начин каже дека е M-Performance. Многу добро, осветлувањето е фантастично добро. Фантастично добро. По поглед на практичност, тука имаме една голема дупка, кој што мене ми се допаѓа што е вака отворена, бидејќи на ваков начин е многу попрактично, полуисправено стојат телефоните на овие две позиции, од кои што едното е со бежичен полнач и има ладење, што е фантастично добро, два USB Type-C порта, тука е една M ознака што е фантастично интересна и две големи остави за шишење што е супер практично. Под овој наслон за раката имаме една убава сосема голема остава и многу ми се допаѓа што овој дел е алуминиум, ова се доплаќи инаку, да. И сега можам да се префрлам позади за да видиме како овие зголемени површини се рефлектираат и таму. Тука позади е стварно многу удобно. Зошто? Прво и основно нешто што мора да истакнам, што не се случува многу често, е тоа што долниот дел од седиштето е стварно многу
подолг за разлика од целата конкуренција, па и многу пошироко, и тоа возможува да кога седите да ви биде многу поудобно, особено за нозете. Има убава природна висина, има убава природна положба за седење и можете да се опуштите со нозете. Единствена работа што би дал како критика е тоа што наслонот би сакал да имаше шанса да може да се навалува малку повеќе наназад, бидејќи во моментов се чувствува малку поисправено, не е дека е неудобно, убаво, седиштава се фантастични, но би сакал благ степен да одам малку наназад. Инаку, како што гледате дека седиштава напред е наместено според мојата положба за седење и повторно имам многу простор за нозете како и за главата. Тука во овој пакет немам панорама, тоа се доплаќа и доплатете за панорама, бидејќи стварно многу побаво, особено на вака црн интериер со црн кров, му фали малку светлина, но во поглед на практичност е стварно многу широка. На средниот дел не би рекол дека е баш така, бидејќи имаме висок и широк тунел и треба нозете ги ставите од страна, тоа значи дека кога ќе се возат тројца патници, ќе се буткаат со нозете лево или десно. Така да тоа е една критика, но окей. Она што друго би сакал да го истакнам е дека тука на седиштево овде имаме еден порт кој што можете да ставите држач кој што BMW го продава за таблет, за телефон, за што сакате, и тоа е супер кул за децата позади кои ќе седат, бидејќи ќе си ги остават телефонот или таблетот тука и е раат. На долнава конзола тука имаме еден убав екран преку кој што може да контролираме клима. Во овој пакет немаме греачи на задните седишта, имаме само напред и искрено целава маска изгледа доста интересно. Нема држачи за телефони, бидејќи се е оставено тука кај седиштата или во вратите. И сега она што сакам да ви го потенцирам дополнително дека тука има пластика на седиштата, ама тоа е супер кул и практично, особено за родителите кога ќе стават децата со детско седиште на овие убави Isofix куќи кои што се лесно достапни. Децата кои ќе пафтаат со нозе, ова ќе го направат партало кој е кожа. Вака со пластика, со една мокра крпа, влажна марамица и се брише. 2 USB порта Type-C и нормално наслон за раката со 2 устави за шишиња. Интериеров е фантастично убав, а сега да видиме и багажникот колку е практичен. Многу нормално, електрично отварање и затварање на багажната врата, 570 литри багажен капацитет, што е фантастична големина, мислам сосема доволно за секое семејство се натовара тука со голем багаж. И она што ми се допаѓа што овде ивицата на браникот е сосема рамна со даската внатре, што значи дека истоварањето и товарањето на поголем и потежок багаж ќе биде фантастично добро и едноставно, бидејќи немате дополнителни длапки внатре за да ви биде потешко. И особено на тоа што вратата убаво и широко се отвара, па можете убаво и добро да го искористите целиот багажен простор. Нормално ја има мојата милена закачалка овде. Од тука можете да си го полните што и да ви треба преку овој 12 волтен приклучок за струја. Има некои остави лево и десно кои што можете ги искористите за крпи, и под оваа даска тука имаме сет за репарација. Нема нешто преголем простор за затоварање на дополнителни тракатанци, но имате простор за оваа завеса кој што можете да склопите и да ставите доздола. Инаку ако ви треба вака, можете само да се трнете и да ви скрие нешто што не сакате да ви дзиркаат. Тоа е за багажникот, а сега одиме со возење на BMW X3. 2.0 дизел, луѓе, ова не го очекував искрено, дека BMW ќе задржи забавата кај X3, ќе го зголеми она премиум чувство. Да, цената е повисока и тоа ми е критика апсолутно, бидејќи за таа цена имаш Volvo XC90, но ајде, различна категорија, тоа е доста поголемо возило. Германскиот сегмент малку со цените е повисок. Оставам на вас вие да ми кажете, моја критика е тоа, но мора да кажам дека BMW го задржале она што требаше и она што не очекував дека X3 ќе го има. Забава 2.0 дизел. Ај вака, со X3 добиваш 3 во 1. 3 возила. Имаш добар економичен автомобил, имаш добар практичен автомобил, имаш добар забавен автомобил. Односно 2.0 4-цилиндричен турбо дизел мотор со 200 коњски сили и 400 ньютон метри. Ваков мотор многу одамна не сум возел. Многу одамна не сум возел.
а е економичен. Од 0 до 100 за брзо за 7,7 секунди, што пак ќе кажам, тоа е една сосема солидна бројка за возило од овој габарит. Погон на сите 4 тркала, X-Drive, да, со предност кон задните тркала, односно распределбата му е 60-40, но кога ти треба погонот, тој се вклучува и се распределува онака како што треба. Но, имаш потрошувачка со сите овие работи, са што ги кажав, од 8 до 8,5 литри во овие 24 часа колку што имам на располагање во моментов X3. 8 до 8,5 литри е фантастична добра потрошувачка. Поминав 200 до 250 километри за овој ден и го измалтретирав во сите различни режими, во спорт особено. Стварно потрошувачка тука му стои. Тоа е фасцинантно. И дефинитивно, бидејќи распределбата на моќноста е така направена, кон задните тркала, на кривинчиња можеш да си играш. Доволно само го ставиш во спорт, одбери си тука од мајмот, со тркалцево си одбираш, фантастично, практично вака, дојдеш до мала кривина и ќе осетиш како задницата ќе почне да играат. Многу забава, во секој момент имаш многу забава и многу контролирана забава. Не е да ти извади од памет, да кажеш, што се деси, тука во секој момент знаеш што се случува и го контролираш тоа преку одличниот управувачки систем, преку одличните педали и нормално најбитното од се што се седи најубаво. BMW од секој пат знаеле да не задоволат нас ентузијастите и многу сум им благодарен на многу што секој пат се трудат во секој нивен модел овој момент да е задржан. Односно, седиш ниско, јас седам во моментов најниско, имам прегледност на целото возило. Да, столбовите се малку поголеми и малку спречуваат во видливоста, но имам широки, убави стакла, така се наместени самите стакла, што немам проблем искрено при излегување од раскрсница или паркинг или било што. Во секој момент јас знам што се случува и каде сум и имам убава прегледност. Седам ниско, се чувствувам така вгнездено во возилото, се чувствувам како едно со BMW и можам да си играм, можам да имам комфортна вожња, апсолутно што сакам. Во овој пакет тука имам 8 степен автоматски менувач, кој што е фантастичен менувачов. Да, имате лопатки и можете да ги користите и апсолутно брзо, бидејќи е ZF менувач, еден од најдобрите, но она што е интересно, што од левата страна, на левата лопатка пишува Boost. Тоа значи дека во било кој режими да си, ако ти треба во моментов да престигнеш нешто или сакаш малце да оптегнеш нозе, ја задржаш лопатката, ти се појавува на екранот, 10 секунди имаш на располагање и во тој момент ги имаш сите 200 конски сили и 400 ньютон метри на располагање. И тоа изгледа вака. Стискаш на лопатката, се активира и притискаш на газ. Две. И она што е најбитно од све, што нема BMW во понуда воздушна суспензија, а е прилично комфорен, прилично удобен. Седиштава помагаат за тоа апсолутно, но помага и целата суспензија. Овде на располагање имаме адаптивна суспензија, што значи дека во секој различен драйв мод може да ти биде потцврста, помека, се прилагодува. Значи, апсолутно можеш да се ја штилуваш како што ти сакаш. И дефинитивно тоа функционира многу добро. И не ти треба, бар јас не приметив во ниту еден момент дека мене ми треба воздушна суспензија. Многу добро, многу убаво функционира целиот автомобил како продукт. Да, во понуда, како што кажав, имат и поголеми тркала, но искрено не би одел со тие, бидејќи во моментов имам можеби најдобар соодност на удобност и перформанси. Дополнително на тоа, мислам дека на нашиве улици поголеми тркала многу по-лошо ќе се чувствуваат, ќе биде многу покрута воžњата. И особено би кажал дека во одредени моменти ја слушам суспензијата како реагира на одредени дупки. Иако има фантастично добра изолација, не се не чувства дека возам дизел мотор, искрено колку добро изолиран автомобилов, но ете би кажал дека не ви требаат поголеми тркала. За дизајн дефинитивно изгледа многу подобро така, но од практична страна ова е она што ви треба, баш овој пакет. Да, за 90.000 евро имаш многу опрема, како што кажав,
греачи на предните седиште, имаш тука меморија на предново седиште, но би дал една критика што немам предна камера, имам само задна паркинг камера која што е фантастично добра со резолуција. Нормално BMW го имате и оној систем и го памти секое влегување и излегување на секој паркинг, односно последните 50 метри ги памти и тоа ви помага да излезе од одредени потешки места или да ве паркира сам. Па тука правиме компромис околу камерата дали ми треба или не, но имате предни и задни паркинг сензори и се искрено добро ви се снаоѓаат, но пак ќе кажам за 90.000 евра очекував да ја има. Околу пластиките, материјалите, да, знам дека имаше премногу критики, јас многу малку време го имам, една критика до BMW Македонија што го имам многу малку време, се надам дека ќе имам прилика повеќе да се дружам со наредните модели, но во овој период на дружење не чувствувам во ниту еден момент дека овие материјали било како лошо ќе се одразат. Не, искрено не. Кај неговите конкуренти тоа сум го приметил и на ваква мала километража приметувам дека тоа веќе почна да се раскрцкува, да не изгледа убаво и едноставно да не одговара на тој премиум сегмент. Тука многу ме фасцинира BMW што го задржале, пак ќе кажам, забавниот момент и што премиум делот е унапреден. Секоја чест за BMW, секоја чест. Воланот ми беше чуден искрено на почеток, тенок, висок, дебел, за моите рачиња малку подебел, ми се допаѓа дебелината, може би милиметар би сакал да е малку потенок, но одлично за возење, фантастично добро, убава контрола имам, убави контроли на педалите, кај педалите би кажал само во град, дека имаме една критика при благо застанување и при тргање, особено кога е вклучен автохолдот, можеби најмногу е ради него, што се чувства едно сецкање при застанување и при тргање кога од задната страна кој некој да те удира по глава. Така некој пат се чувствам како бум, ајде, тргај. Ето тоа би го дал како критика и уште една работа што вратите не ги покриваат праговите, па се валкам и тоа го кажам од искуство, бидејќи ги извалкав беливе панталони. Не знам јас со кој памет на време одедов со бели панталони, но ето тоа е една критика, бидејќи треба малку поширок чекор да направиш. Инаку во поглед на возењето, во поглед на перформанси, на системи како функционира, ништо, нада, нема никаква замерка, никаков проблем. Системите функционираат фантастично добро, убаво ве задржуваат, иако тука имам систем кој што го гледа вниманието на возачот и не е нападен, не е досаден. Кирил, пази што правиш? Не. Убаво ве потсетува во баш оние моменти кога треба, имаш сопствена навигација на BMW која што функционира фантастично добро, можам да го врзам телефонот и да користам таа навигација и стварно ми биде фантастично добро. Потрошувачка ме фасцинираше, 8 литри, луѓе, 8 литри, браво. Ова е најдоброто премиум возило во овој сегмент. Тоа ќе го кажам. Не го оправдувам BMW, не го бранам, едноставно го кажам реална состојба. Никој пат не сум бил фан на BMW како бренд, но дефинитивно како повеќе проаѓам време конкретно со X3, сваќам дека BMW она што ми треба. Тука се пронаоѓам, бидејќи ми ги нуди сите работи кои што јас конкретно ги барам. Не знам вие што мислите, пишете ми во коментар, што мислите за возило, за цената, за конкуренцијата, апсолутно за све. И нормално, направете subscribe, бидејќи на таков начин, дечки, се повеќе интересни возила можам да ви прикажам. И да, и BMW да ни даде малку повеќе време на тест. Така да направете subscribe и се гледаме веќе наредна недела со ново видео. Чао!